Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Она што започна како поединечни случаи, прирасна во сериозна здравствена состојба што го вознемери Гостивар, а и целата јавност. Повеќе од 1500 граѓани побараа медицинска помош, прогласена е епидемија на гастроентеритис, а причинителот се уште не е утврден. Испитувањата траат и се уште не се знае дали причината е во водата, храната или нешто трето. Како е да е, денес зборуваме со вас дали институциите беа доволно транспарентни и навремени во информирањето на граѓаните. Почитувани, поканети сте сите во ова денешно издание на Црвена линија, секако да споделите ваши и искуства доколку сте од Гостивар, но и секако одговори на нашите прашања и ставови со гледачите на Црвена линија за учество во истата. Потребно да го завртите нашиот добро познат број 023070005 и секако задолжително да го намалите тонот на телевизорот. При излагањето на вашите одговори ве замолувам да не користите интерфон ниту спикерфон, туку исклучиво да зборувате преку телефонската слушалка. На самиот почеток, пред да почнеме со вас, односно со дискусијата со вас, секако да го погледнеме и прилогот на Срđan Стојанчев. Статистика за број на заболени, информации што презеле здравствените власти, хронологија на настаните, колку вода ќе им биде доставено на граѓаните на Гостивар. Здравствените власти соопштија многу информации во врска со епидемијата во Гостивар, но не и клучното, што покажаа анализите на водата од градскиот водовод. Велат дека во текот на денот резултатите ќе бидат предадени во обвинителството, а за повеќе информации упатуваат таму. Обвинителката Елизабета Јосифовска од Гостивар најави дека ќе ги објават кога ќе ги добијат, но се уште не ги добиле. Во јавноста веќе се проширија неофицијални информации дека биле пронајдени фекални бактерии во водата за пиење. Сомнежот е дека гостиварци се заразиле од водата од водоводот, која сега е целосно забранета за користење, откако полицијата пронајде 3 пумпи во канал за отпадни води за кои постои сомнеж дека ја пумпале таа вода во градскиот водовод. Министерот за здравство Сашо Клековски вели дека околу 3100 граѓани во Гостивар досега побарале лекарска помош, а тројца возрастни и едно дете се хоспитализирани. Бројот на дневно пријавени заболени од вчера почнал да се намалува. Се уште не се утврдени причините од што заболеле луѓето, а Клековски вели дека се лекуваат симптоматски. Бидејќи се набајање на јавното обвинителство. Значи, во првиот момент кој ќе дозволи јавното обвинителство да ги соопштиме резултатите, ќе ги соопштиме. Јас сум тука веднаш да ги дадам сите неопходни податоци. Директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска не одговори ниту на прашањето дали клиничката слика на заболените кореспондира со резултатите од анализите за да не се загрози истрагата. На новинарско прашање дали фекални бактерии може да предизвикаат такви симптоми, таа одговори потврдно. Доколку хипотетички зборуваме во една вода се најдат фекални бактерии, тоест кулеформни бактерии, и таа вода е конзумирана од страна, се утврди дека е конзумирана од страна на одредени лица, може да се јават симптоматологија од ваков тип, како што имаат, но тоа е една широка лепеза на клиничка слика, така да, со присуството на доколку би биле утврдени, може да се јават вакви стомачни проблеми, како што имаат во моментот граѓаните на Гостивар. Микробиологот професор Никола Пановски вели дека не може истрагата да биде поважна од здравјето на пациентите и изговор за да не се соопштат резултатите. Ваква работа нити сум чул, нити во светот, иако многу глупости сме слушнале, особено за време на ковидот и од највисоките здравствени ваква, меѓутоа ваква небулоза не случи. Значи, као прво, што ако обвинителството не побараше овако резултати лабораториски? Што правеа службите? Што прави Институтот за јавно здравје и Центарот за јавно здравје? Значи, водата во Гостивар, град со 30-40 жители, најмалку еднаш дневно се испитува, без да каже обвинителството. Пановски вели дека за резултатите од анализите веднаш мора да бидат известени лекарите во Гостивар кои се грижат за пациентите за да знаат со што се соочуваат и од што да ги лекуваат. Почитувани, сега да ве слушнаме вас. Како да се врати довербата кај граѓаните? Секако ве упатувам и на Facebook, каде што можете активно да земете во секој едно издание на Црвена линија, вклучувајќи го и ова денес,
преку коментари. Сега кои истите ги читаме меѓу вклучување гледачи. Еве како изгледа нашата објава на нашиот профил, односно заследете го профилот на Црвена линија, профилот на Телма телевизија и учествувате во истово издание преку коментари. И една исто така многу важна напомена, сосема јасно дека ваквата ситуација ќе предизвика и револт и гнев и тоа е сосема разбирливо. Но ве замолувам да се држиме до етиката на Црвена линија, тоа значи изоставете ги погрдните зборови во излагањето, вулгарностите, цостите, говорот на омраза и секако говорот кој што алудира на насилство. Телефонски, таквите излагања ќе бидат веднаш прекинати, ќе се активира Црвената линија, а пак коментарите кои што содржат ваков вокабулар секако нема да бидат споделени со гледачите. Па да почнеме со вас. Добар ден. Добар ден, Тинче. Голем поздрав до вас, па Иве. Исто поздрав до Телма и до почитуваните слушатели гледачи. Јас како жител на Република Македонија длабоко сум разочаран на ова случка што се деси на моите сограѓани од Гостивар. Тоа ние сме 21 век. Не би смее во вакви работи ни случајно да се десат. Како тоа? Имаме деца млади, имаме трудни жени, имаме стари луѓе. Какво е ова? Како? Немам објаснување, да ви кажам искрено. И казните не помагат на вакви случаи. Не знам, не сум свесен што, како би било ова, како би било да се ова среди. Толку пациенти се пријавени во болница, не ми е јасно, многу сум револтиран и пожелувам Господ здравие на сите да се вратат во стабилна состојба и толку Тинче, успех по работа, добро Благодарам здравие. многу. Благодарам многу што не следите сега кои што се вклучивте во денешно издание на Црвена линија, кој впрочем со телефонски јавување го започнуваме токму со вашето јавување, така да останете и продолжете да не следите до самиот крај. Па како да се врати почитување и довербата кај граѓаните? Кој е вашиот одговор и секако се надевам дека ќе имаме и гледачи од Гостивар кои што секако од свој агол како директно засегнати ќе може да дадат одговор и секако да споделат од искуството во моментот. Добар ден. Здраво. Здраво, Црвена линија. Слушаме, така? Сега веќе одлично. Па ќе се врати ли и како да се врати довербата кај граѓаните? Како враќање, зашто враќање? Нема потреба од враќање, која е доверба? Треба се заслужи доверба? Не е така тоа. Ова само киде од бетер на дамбатер. Што мислите дека нешто ќе направат, ќе преземат постојава, ќе пробаат нешто да обезбедат некој нов извод на вода, некој бунар да ископат или било што за да вистински појачаат водата таму? Не. Така ќе си остане адакта, нека има тука за нивните јавачности што ги прават, што дивеат со општините и све останати и со централна власт исто важи. Така да нема да има подобрување. Ќе си тера тие цепки што ги поставувал некогаш Јосип Брос Тито, или све до нека не испукаат сите цепки таму, така ќе тера водоводот. Тие се тотално неодговорни. Тотално. Тој што ти каже јавно у јавност и вика не осеќам морална одговорност, толку крај со него завршена е приказната. Која и ниот боли ќе биде мислете? Нема да биде подобар. Сам бетер ќе биде од него. Све се тие преваранти, борба за власт, сила, моќ, да може да манипулираат со населението, ништо повеќе. Од нив немаме ќар никаков, само зијан. Пак ќе кажам, ние како гласовска машина треба да се свестиме дека со ова што ги гласаме, ние само им помагаме да пунат джебовите и да излезат по Монако.
Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Останете и следете не до самиот крај. Почитувани, секако не само за оваа тема и новонастанатата ситуација во Гостивар се разбира за се нешто за кое што сакате да бидете навремено, целосно и квалитетно информирани, секогаш кликајте на telma.com.mk. Издвоивме повеќе наслови на кои што секако топло препорачуваме да го задржите вниманието. Еден од тие наслови е и следниот, односно се уште ги чекаме резултатите за водата. Штом ги добиеме, ќе ги објавиме. Ова го изјави обвинителката Јосифовска за Телма. Дали може да го покажеме и насловот? Како што гледате, ви треба сајтот на Телма телевизија, telma.com.mk, така да, еве, се уште ги чекаме резултатите за водата, штом ги добиеме, ќе ги објавиме. А ние секако нашата тема објавивме и на нашиот зид на Facebook, каде што активно во ова издание можете да учествувате преку коментари, но не заборавајте секако да го заследите и профилот на Телма телевизија, објавена е нашата тема и секако сите оние вести кои што се врзани за истата, се со цел јавноста да биде соодветно информирана. Па ајде да ве слушнеме. Ви се чини ли дека постои начин да се врати довербата кај граѓаните? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, Црвена линија. Добро. Сега вака да ви кажам. За во Гостивар што е? Не слушате? Да, внимателно. Се тоа штета што е направена на граѓаните. Тие лекарства што се купуваат, треба да се обештетат луѓето. Едно. Голема неодговорност, знаете ли што значи во вакви временски услови за вода да ти затри цело население во луѓе. Тоа е полошо од пожар. Пожарот го гледаме, може да избегаме. Водата ти дојде до сама чешма, пиеш и не знаеш што пиеш. Треба крајна одговорност од почеток до крај. Едно, втора работа. Кучковска чесма кај мене горе у Кучково, никој до сега не дошол да земе да испити и да каже на луѓето дали таа вода е за пиење или не е за пиење. Еве, апел до Институтот за јавно здравје да отидат уште утре да испитат водата, да земат мостра, да видат дали таа вода е за пиење. Тука пијат. Секако Институтот за јавно здравје објави препораки до населението во Гостивар. Тоа, видите, пак народ, се е до човекот. Тина, се е до човекот, неодговорност. Та најстрого. Што треба се казва, ако се најде одговорност, барем најмогу доживотен затвор ја би ги ставил тие луѓе. Знаете што значи цел град да го направите по епидемија? Тоа е катастрофа. Еве ќе ви кажеме за Кучково, не дај Боже да отиде тоа население и викендици и деца што пијат водата Кучковска чесма. Знаеш ќе виде? Благодарам многу за учеството. Останете со нас, продолжете да не следите и понатаму. А ние ќе прочитаме одговор на Кристијан Вангеловски, секако на Facebook, кој што напиша дали беа транспарентни и навремени. Никој не презема одговорност. Каде има тука транспарентност? Никогаш овде оставка нема после скандал. Благодарам Кристијан Вангеловски. Почитувани ве подсетувам, значи вклучувајте се во живо со вртење на бројот 023070005, но и доколку ви е така полесно или не можете да не добиете во живо, просторот за ваше учество е Facebook и профилите на Црвена линија и Телма телевизија. Добар ден. Добар ден. Вака, прво на народ да му се помогне. Таа вода е малку за сите употреби. Да спојаче водата, да му се помогне на народ. Друго, како е чудно Дуи, Османи, Ахмети, за една книжка се појавуваат, за една буква се појавуваат, не е исто напишано, а сега ги нема никаде. Чудна работа. Трето, обовезно на народ да му се помогне. Еве според вас дали беа доволно транспарентни и навремени во информирањето на граѓаните институции? Навремени, тоа е процедура, не оде одеднаш. Како денеска слушам, касно власта постапила вака, нака, па СДС се унапред удеш, па се продаде. Вака поарно касно
Па сигурно. Друго нема што да ти кажам. Биди Како може поздравена и се најдобро. да се врати довербата кај граѓаните после вакви Доверба случаи? да се врате може ако слушал преј на вести до 3 години затворска казна или парично. Па 3 години за еден човек, а 3000 луѓе болни. Да му алов тие закон што го донесиле. Така, благодарам многу за вашето вклучување во Црвена линија и секако што не следите, продолжите да не гледате до самиот крај. Почитувани, јас повторно и ве префрлам на telma.com.mk и подсетувам, секогаш информирајте се на нашиот сајт. Ова е насловот кој што воедно го издвоивме, односно изјава каде што стои дека бројот на лица кои побарале медицинска помош е над 3000. 4 се хоспитализирани, од кои едно дете. Инаку, најголем број 600 биле регистрирани во текот на вчерашниот ден. Повици биле евидентирани во службата за итна помош, чии екипи интервенирале во 112 случаи. Па ние од тука ве прашуваме и како може да се врати довербата кај граѓаните и дали ви се чини дека институциите реагираа навремено и беа доволно транспарентни. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, Црвена линија, повелете. Абе, довербата, како да се врати? Никако. Па нема ден да нема некоја ујдурма. Значи, не секој ден, секој саат има по нешто. Еве, забележете, пишувајте таму на едно листче, тетатка, секој ден мора да има нешто. Кражби, проневери, не знам, сега треба да бидеш и пророк, да измислиш нешто, утре што ќе се десе. Еве, од утре пак нешто ќе се десе. Значи, нема ден, саат да не се десе нешто. Па што држава сме ние, што народ сме, јас не знам. Сами се труиме, сами проблем правиме, сами... Па му навоѓаме мана на бугарите и на грците. Абе, проблемот е во нас, во македонците. Па, има институции, има се, нели викаме дека сме правна држава. Каква правна држава кога нема разрешница? Пати го овој, ослободи го, ќе замине 2-3 дена, толку е, секој чудо е за 2-3 дена. И ова сега ќе биде за 2-3 дена и толку е. Ќе нема никој осуден. Сега ќе биде мет и масло. Таква држава од нас не бива. Самите си го сечеме стеблото, односно гранката на која што седиме. Таков народ сме ние. Од нас не бива ништо. Само, не знам како да кажем, од страна некој... Благодарам многу. Секако за оние кои што може би за прв пат ќе се вклучите во Црвена линија, нашето правило во однос на време траењето на едно вклучување е 90 секунди и од тука всушност на 90-та секунда се исклучува линијата, но тоа не значи дека не можете повторно, секогаш сте добре дојдени да се вклучите одново во Црвена линија и да се надополните во нови 90 секунди. Инаку професорот Пановски вели дека анализите за вода треба да се објават веднаш за да знаат лекарите како да лекуваат болни и како да се чисти водоводот. Самиот вели од 1973 сум студент, не памтам ваква небулоза. Па почитувани во Црвена линија, секако и како анкетно прашање ве прашуваме дали институциите беа доволно транспарентни и навремено реагираат. Добар ден. Добар ден, дали се... Видете вака, очигледно се работи за несериозност. Што сакам со тоа да кажам? Значи, имаме нестручни луѓе на места кај што треба да работат стручни луѓе, образовани луѓе. Во таа област, например, биолози треба да испитуваат таа вода. По се изгледа нити испитувана, па ниту таму има баш биолози. Може има биолози, ама на папиро, од Јули, од Пловдив. Ама нема биолози од тука, од кај нас, значи од нашите факултети. Тука е цела работа. Значи, ние сме несериозни. Тоа овие партите ќе ни се удрат од глава, сите. Секој сака да си ги смести своите војници
му ветил дека ќе бидат вработени вака, онака, и ги запостил. Сега тие колку знаат? Колку знаат. Значи, пикнале пумпи, пумпале вода во водоводната мрежа, од фекалната во водоводната мрежа. Ете, тука е грешката. То додуше треба уште да се би испитува дали е тоа баш така, меѓутоа сепак има една почетна точка од кај што може да се тргне. Така да, јас мислам дека сето тоа ќе ни се удри одва и понатаму ќе се прават и уште поголеми грешки. Замислете. Благодарам за одговорите, секако за учеството и подсетувам, внимавајте на времето. Тајмерот секогаш се објавува на екранот кога започнува излагање на гледачот, така да внимавајте, бидејќи навистина на 90-та секунда автоматски се исклучува линијата. Уште еднаш ве префрлам на Инстаграм, се што ви треба е профилот на Црвена линија и Телма телевизија, а потоа веднаш и кликнете на Инстаграм стори, за да бидете активни и учествувате во денешната анкета на Црвена линија, како и во секоја една наредна. Прашањето за денес, впрочем, го поставуваме и на гледачите кои што се вклучуваат во живо, дали институциите беа доволно транспарентни и навремени во информирањето на граѓаните. Како што гледате, имате две опции за одговор да, не, и за учество треба да се кликне на полето кое што го содржи вашиот одговор, бидејќи само така вашите одговори влегуваат во пресметката која што се прави во проценти, а ќе објавиме конкретно во издание и секако на Инстаграм стори. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Така. Ало, извинете, пардон. Ве слушаме. Па види, Тина, за ова работа треба некој дебело да сноси кривична одговорност, по мене. Да ти кажам отворено. Кога на 13 се случи ова работа, кога се читаше таа првата наводна анализа, хемиско-бактериолошка, ја мислам дека таму постои некоја шпекулација. Или самата анализа, или тие кои што имат правено таа анализа, не се доволно компетентни или се неуки доволно, за да дадат неточни информации. А она после тоа се случуваше и те како. А да чекаме толку за хемиско-бактериолошка анализа за ова што се случува, за мене тоа е баналност. Добро рече овој професорот Фаровски. Да си кажем отворено. Најмалку еден пат дневно во секоја општина каде што се овие, како се викат, пумпи, овие, како се викат, доводни станици за вода, најмалку еден пат дневно или два пати дневно треба во вакви временски услови да се вршат хемиско-бактериолошки анализи. Да си кажем отворено. Само ќе спроведам, ќе кажеме на моја вистина, као јена војник сум бил во источна Србија, во Заечар. Тамо војската го обезбедуваше објектите кај што беа водните пумпи. И видите вака што беше. Најмалку еден пат дневно издоваѓаа зима анализа. И оние кои што беа вработени тамо, тие ни покажуваа овие, како се викат, овие нивни дозволи за да влезат внатре во тоа. Таму не смееше да се припаре. А за ова треба некој кривично да одговара. Фала многу пријатно. Благодарам и вам секако за учеството во Црвена линија. Еве што напиша Стојан Стојанов, вели одамна веќе Црвената линија е премината во Македонија. Најитно треба да се распише референдум за принудна управа на нашата држава и да дојде некој на 50 години да владее со Македонија, за да се среди оваа наша држава. Жал на Македонија, а нашите пратеници се расправаат за висока политика, а нема вода во државата. Жално. Благодарам многу и до Стојан Стојанов. Бидете активни како на Facebook, така и во живо, вклучувајќи се во ова денешно издание. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Дали имаме некој на линија, ве молам? Добро, тогаш веднаш да преминам на telma.com.mk. Издвоивме уште еден наслов, информација за која што многу повеќе и детално ќе се информирате доколку кликнете на telma.com.mk. Уапсена е директорката на Комуналец Асани и уште 20 други раководители за епидемијата во Гостивар. Всушност, полицијата ја уапси директорката на јавното предпријатие Комуналец во Гостивар Артана Асани, а ова го потврдија за Телма и извори од истрагата.
Според првичните информации, со неа се уапсени и двајца нејзини соработници, техничкиот директор Леон Нуредини и раководителот на водоводот Вададин Дервиши. Добар ден. Добар ден. Па, како да се врати според вас довербата кај граѓаните? Прво, треба да изразиме солидарност со граѓаните на Гостивар. Треба да им се каже која е бактерија. Да можат лекарите тачно да препишаат терапија, затоа што микробиолошка анализа е правена веројатно кај пациентите се земени примерице од повраќањето, примерице од проливот и слично тоа. Се види кој антибиотик најдобро реагира на тоа. Затоа што имаме тука и деца, доенчиња, имаме и возрастни луѓе, имаме и стари луѓе со различни коморбилитети. За едните лекот е добар, за другите лекот предизвикува други проблеми. Тоа треба јавно да им се каже на пациентите. Второ, довербата. Каде? Па чим се врши партизација, чим се врши етнизација, чим се врши, да не кажам кој све, ајде да не употребам некој лош збор, кој е реален. А дали според вас институциите беа доволно транспарентни и реагираа на време? Не. Општинските органи ништо не реагира. Каде е градоначалникот? Каде е советот? Зашто советот не расправја? Зашто советот не си поднесе оставка? Зашто градоначалникот не си поднесе? Благодарам многу за одговорите. Кога веќе се спомна и градоначалникот на Гостивар, повторно ве префрлам на tilma.com.mk, каде што градоначалникот на Гостивар ја суспендираше директорката на Комуналец, но тој лично не чувствува одговорност за епидемијата. Па како да се врати тогаш довербата на граѓаните и дали сметате дека се реагираше навремено и доволно транспарентно од страна на институциите? Добар ден. Добар ден и убав ден. 10 минути чекав и ме исклучи се и намного звонам, ја не знам што се случува. Најверојатно е преоптоварена линијата, а јас ви велам добар ден, повелете. Добар ден и убав ден, значи ова довербата никако не може да се кај граѓаните да се врати, затоа што дека и плюс тоа што не ги кажуваат симптомите, дали има тешки метали во тоа, па треба луѓето да ги лечат од тешки метали, значи не знам, тоа е моje мислење, треба да се кажат симптомите, тоа е веќе нешто, или дали се спрема нешто да се приватизира водовод. Значи овдека има многу сомневање што се прават на ваков суров буквално начин. Овој начин не е за ништо. Меѓутоа истото, не дај Боже, не знаеме што се случува и со Рашче. Кај Рашче има таму депонија од Југохром, што не дај Боже ако нешто се случи, изворите више нема ни да се појават. Меѓутоа вакви институции треба државно обезбедување да имат и таму да не сме никој да влезе, а не таму некој не ги пуштаат луѓето да земат примероци. Каде е полиција? Значи имаме обезбедување полиција и војска. Кога е вакви случаи, полиција и војска тука е главна. Значи треба да се направат, а не да се дозволи некој кој што си така да си направи, да нема обезбедување на вакви избори. Пак ќе кажам, не дај Боже да дојде и Рашче. Значи мора подхитно да се земе. И затоа што века има многу сомневања за многу работи во врска. Водата и воздухот тоа е на човекот. Без јадење може, вода и без воздух не може. Значи не. Благодарам за трпението секако за да го дочекате својот момент. Навистина почитувани кога имаме една линија, а имаме навистина многу интерес, неретко се случува да мора да се почека. Благодарам секако за трпението, а и благодарам на гледачката што сподели со гледачите на Црвена линија кој е незиниот став. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, па еве, како да се врати довербата кај граѓаните? Вака ќе се врати кога во комунално предпријатие директорката со менаџерскиот тим ќе биде во полиција да кажат што се дешава во системот на водоснабдување
бидејќи менаџерскиот тим на директорката се состои од технички директор, директор на водовод и снабдување, директор раководители на водовод и снабдување, раководител на комунална хигиена и раководител на зеленило и гробишта. Каде се тие луѓе да бидат испитани, да видат кој го направи ова во Гостивар? Јас сум пензионер од комунално предпријатие и многу добро познавам целата технологија. Кочани има најдобра контрола на системот за водоснабдување, со скада систем, со филтер станица за преработка на вода. Што се дешава во Гостивар? Какво е тоа дивило? Благодарам многу за јавувањето. Најверојатно тонот на телевизорот беше вклучен, но нема да изоставиме да се заблагодариме уште еднаш и да подсетиме гледачот да остане со нас до крајот на ова издание. Наиме, што напиша Донка Чапова, вели: во држава каде 35 години владеат султан партии, каде рейтингот на партијата на власт е најважен и по цена на човечки живот, довербата многу тешко да се врати кога самите граѓани не реагираат, претворени во зомби и во служба на партијата. И што за мене лично уште поголемо разочарување се токму медиумите и непостоење на независно новинарство, кој во нормална држава тие се правите предводници на било која промена во интерес на граѓаните. Благодарам многу, господја Донка Чапова, за активноста во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, да се доискажам ако може. Секако може, повелете. Сите не плаќаме сите вода. Прво ќе кажам дека таму жителите на Рашче не плаќаат вода. При тој дел таму неколку села, пошто еден господин од едно село Буковица јавуваше, со години молат водовод да дојде да им стави водомери. Зошто не одат да стават водомери? Ајде сега и ова нека ми го каже. Еве со години ова го слушам на овие јавни дебатни емисии дека Рашче и не знам таму неколку села што се навака, не знам и Сарев можеби. Значи нема зашто. Значи ние си плаќаме и кога нешто плаќаш треба да го добиеш. Меѓутоа вие да плаќате и некој да ве затвие, ја не знам што да кажам. Значи в каква држава си? Значи има министер за локална самоуправа. Што му е работа на него? Значи има министер за све поставените. Не може се премиерот да прати и да гледа. Ова е не знам, пак ќе кажам, мора да се стават сите да плаќаат вода. Каде одат парите? Еве што плаќаме вода сите. Нека кажат за тоа, толку зеле кои се плати, не знам ово и што направиле. Што реконструкција некоја, што обновиле. Значи треба све да се каже, парите одат негдека, меѓутоа не знам, и пак ќе кажам, подхитно да се стават сегдека водомери, да може сите да плаќаат и да може да се функционира се како што треба и обезбедување на изворите кај што има оваква вода. Благодарам за повторното учество. Джими Девид Волтер напиша: во Македонија владее општо недоверие, скептицизам, разочараност, депресија, песимизам, страв, општо лудило со самоуништувачки нагони. Благодарности до Джими Давид, а ние одиме со реклама. Да погледнеме како одговорија на денешната анкета на Црвена линија, оние кои што не следат на Инстаграм. Заследете не уште во овој момент, учествувате во утрешната анкета. На прашањето дали институциите беа доволно транспарентни и навремени во информирањето на граѓаните, со да одговорија 5%, а со не одговорија 95%. Почитувани, секако благодарам што не следевте и ја создадовте оваа Црвена линија со вашите вклучувања и не заборавајте дека утре повторно се гледаме во стандардниот термин. А до тогаш останете на Тилма и кликајте на tilma.com.mk. Довидување.